Весна, добро утро. Повели со разговорот што е во фокусот на денешниот собраниски брифинг. Така е, Крис, оваа недела не очекува турбулентна политичка недела, не очекува во фокусот ќе ни биде разговорот и што се очекува од разговорот и средбата меѓу двајцата лидери, премиерот Зоран Заев и претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкопски, предизвикана пред се поради блокадата во собранието. Потоа не очекува и средба на премиерот Заев со Алијансата и Алтернатива. На овие теми и други, овде во собранието ќе разговараме со пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Јованџев. Добро утро. Добро утро. Да ги поздравам гледачите на утрински брифинг од овдека од Собранието на Република Македонија. Во интерес на времето ќе почнеме директно со она прашање што јавноста најмногу сака да слушне, за што ќе се договорат двајцата лидери, премиерот Заев и претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкопски. Што очекувате од оваа средба? Пред се, беше предизвикана од блокадата на собранието, но ќе се отворат и други теми. Што се очекува? Дали може да падне тука некаков договор? Добро, точно е, имам точна информацијата дека денес ќе се одржи лидерската средба иницирана од претседателот на ВМРО ДПМН и лидер Христијан Мицкопски во клубот на пратениците. Инаку за сознание на гледачите и на вас, вакви средби, лидерски средби од страна на лидерот на ВМРО ДПМН имаше иницирано во повеќе наврати. Свежени се сеќавањата од минатата година, уште на почетокот на кризата со пандемијата, со COVID-19, имаше понудено побарно лидерска средба каде што ВМРО ДПМН и претседател Христијан Мицкопски нудевме законски решенија со кои што би се надминала оваа криза во здравствената криза, но имавме понудено и економски решенија за излез од оваа економска криза. Иста таква средба мораме да признаеме дека беше иницирана од страна на ВМРО ДПМН и лидерот Христијан Мицкопски некаде крајот на ноември, почетокот ноември, оној момент кога нашиот источен сосед почна да ги блокира нашите евроинтеграции. За исходот од денешната средба најдобро е да почекаме истата таа да заврши и вие како новинари ќе имате од прва рака информации од истата таа средба, но се надевам дека од страна на нашиот лидер, на претседателот на ВМРО ДПМН, ќе бидат понудени решенија кои што ќе бидат за излез од економската, здравствената криза, односно законски решенија кои што ќе бидат од интерес на граѓаните на Република Македонија и на самата држава Македонија. Во подолг период беа блокирани од мерките, економски мерки од петиот сет на мерки за сите оние граѓани и фирми за да добијат плата. Се најде диалог, се најде компромис, но остана уште неколку закони. Колкав е тој број? Дали и понатаму ќе бидат блокирани овие закони? Да, минатата недела на седница на Собранието на Република Македонија се изгласаа тие законски решенија, 5 законски решенија за антикризните мерки, но мораме да признаеме дека истите тие законски мерки, 5-тиот закон за антикризни мерки можеше да биде изгласан уште на 3 март, уште многу поодамна, но само од причини кои што сигурно Зоран Заев само од негови причини ги знае, не беа донесени на таа седница, а ВМРО ДПМН на минатата недела понуди решение. Тоа решение беше на итна седница да ги разгледуваме само тие законски решенија кои што се од интерес на граѓаните и на правните лица кои што се пенсуваат на Република Македонија. Тие закони ќе поминат, но уште колку остана? Кои не се од петиот сет на економски мерки? Имаме и други. Да, тие се има. Нормално таму е процедурата во Комисија за финансирање и матичните тела и потоа доаѓа на пленарна седница. Но во делот кога ме прашавте за колку закони се блокирани, јас не би го рекол тоа со тој изговор, не би го кажал законите се блокирани, него има поднесено повеќе амандмани од опозицијата и тие се на број 9, од кои што 8 законски решенија ние имаме поднесено амандмани со цел подобрување на законските решенија кои што се предложени и едно такво законско решение каде што има повеќе амандмани поднесено, тоа е од
Алијанса и Алтернатива, односно тоа е закон за државјанство. Така, како те се реши работава со многуте амандмани на Алијанса и Алтернатива? Знаеме дека законот е по скратена постапка околу процедурата, за да им објасниме на гледачите. Така, да, добро е ова да се објасни, да се разјасни, бидејќи постои кај граѓаните недоумица во тој дел, во делот на амандманите. Сакам да кажам дека овие амандмани се поднесени по скратена постапка, на законот по скратена постапка, и сите амандмани ќе има претрес на нивните на Комисија за финансирање и буџет во рок од 3 дена. После 3 дена оди на пленарна седница, што значи дека и колку и да се амандманите и да се илјадници, во 3 дена, колку ќе ги поминеме, потоа одиме на пленарна седница. Значи, одолговлечувањето би можело да биде, ако од денес рачунато, 3 дена. Ако денес се закаже комисијата, 3 дена. Така е, денеска се координаторите на средба, нели, она редовна, вообичаена понеделничка, најверојатно ќе се договорат во текот на оваа недела или најбрзо што може, барем така беше договорено, да биде ставена, да биде законот, овие закони од петиот сет економски мерки да бидат ставени на Комисијата за финансирање и буџет. Точно така. Да, видовме дека дури еден човек може да го блокира собранието. Демократскиот сојуз предлага оваа амандманска расправа најмногу да трае 10 дена, освен нели оние закони кои се однесуваат на јазикот, националноста, финансиите и така натаму. Дали е прифатлив оваквиот предлог за пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ? За да разговараме и да дебатираме на овој предлог закон кој што е поднесен од пратеничката група на Демократски сојуз, односно од пратеникот Павле Трајанов, јас мислам дека треба да го почекаме дебатата и разговорите во процесот Жан Моне, каде што токму за деловникот за работа се разговара, и би биле престречни доколку се најде консензуално решение за кој што ќе биде поддржано од сите политички чинители во парламентот на Република Македонија, а не од овака како да речеме од една политичка партија, од помалите политички партии да излегува со вакво решение. Значи, целта ми е да го почекаме процесот Жан Моне да заврши, да има консензуално решение и тогаш можеме да разговараме. Се надевам дека ќе имаме консензуално решение. И по ова прашање. Па да. А докаде е целиот процес? Така малце поодамна се зборува, па и минатата година траеше тој процес, па и оваа година се тоа измени во деловникот како највисок акт на работа на ова собрание. Така. Се разговара, се дебатира, се преговара таму на тој процес во Жан Моне, се со цел да се изнајде најдоброто, реков, консензуално решение. Па дури и малку да е позабавено, но да биде издржано и да биде практично во работењето на парламентот на Република Македонија. Се надевам дека за скоро време ќе биде завршен тој процес на Жан Моне. Да се вратиме малку на самите комисии. Денеска има Комисија за финансирање и буџет, како точка барем засега на дневниот ред, да видиме што ќе се договорат координаторите. Засега е само еден предлог закон задолжување кај Светската банка за модернизација во земјоделието. Точно. Малку повеќе околу овој закон, што предвидува законот, зошто треба да се донесе и така натаму. Јас сум и член на оваа Комисија за финансирање и буџет. Еве, нова недела, нов ден, нова комисија за финансирање и ново задолжување. Слободно можеме и оваа комисија за финансирање и буџет да ја наречеме комисија за задолжување и финансирање и буџет, бидејќи ако направиме анализа ретроспектива на комисиите кои што се поминати во изминатиот период, можеме со сигурност да заклучиме дека голем дел од седниците се однесуваат на задолжување, на кредити, земање и така натаму. Точката која што е денес не е таа единствена, но претходно беа 6. 5 се поминати и остана уште ова. Тука имаме задолжување, ново задолжување на Република Македонија кај Светска банка во износ од 46 милиони евра, а 4 милиона се грант. Со овој закон се предлага да се изградат два центри, откупно дистрибутивни центри во Струмица и Ресен, и од овој закон бенефит според мене и според нас како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ нема да видат земјоделците, оние земјоделските стопанства, него ќе бидат бенефитите отидени кај одредена групација на луѓе
биде не станува збор тука за модернизација на нивното земјоделско стопанство, не станува збор за олеснување при нивната работа и обработката на земјиштето, него станува збор за објекти со кои што однапред не знаеме кој ќе функционира. Ако функционира државата во овој период се има потврдено дека државата е лош стопанственик. Ако оде во кај приватни лица, дали се тие однапред познати приватните лица кои што ќе стопанисуваат со тие откупно дистрибутивни пунктови. Таков откупен дистрибутивен центар има во Струмица, таму е Агрокор. Се поставува прашањето сега зошто точно во Струмица? Зошто не во Кавадарци? Јас имам, бидејќи доаѓам од Кавадарци, имам предлог решение кој што денес на комисија ќе го предложам. Амандмански, да, каде што ќе предложам да истите овие средства да се наменат за изработка на дестилерија во Република Македонија, поточно во Кавадарци, и со тоа еднаш за секогаш ќе го решиме лозарството, односно грозјето во Кавадарци. Господин Јованчев, последно прашање. Во самиот закон се пишува дека дел од средствата ќе бидат наменети и за институции, за да се снаоѓаат за побрзо како да ги користат европските фондови. Зошто Македонија малку ги користи овие фондови, или барем таков е впечатокот? Што треба да се направи за повеќе да се истите овие средства искористат фондовите? Значи, поголем дел, повеќе од 50% ќе бидат наменети за обуки, за советодавни тела. Претходно ова што го кажав, значи не се знае кој ќе биде крајниот корисник. Обуки, надзори и така натаму, но мораме тука да кажеме дека истите овие средства нема да отидат кај правите земјоделци, односно кај земјоделските стопанства кои стопанисуваат во Република Македонија. Околу делот на користењето на средствата од ЕУ фондовите, тука треба да се запрашаме сите, но претежно власта, односно владата на Република Македонија. Зошто? Затоа што досега во пракса се има покажано дека истите овие фондови одат во сумнителни џебови, во сумнителни сделки и така натаму. Инаку, како ВМРО ДПМН, сите законски решенија, сите амандмани кои што доаѓаат овдека во парламентот ќе бидат адхок поддржани, но оние кои што се во интерес на граѓаните на Република Македонија и на самата држава Република Македонија, и затоа предлагаме истите тие законски решенија да ги носиме и на посебна седница. Да не се доведеме во прашање за законски решенија кои што се со сомнителен карактер да ги миниме на истите овие седници. Пак ќе повторам, ВМРО ДПМН ќе биде тука, партеничката група, и ќе ги поддржи, ќе ги гласа сите закони кои се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Господин Јованчев, ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Студио ова беше разговорот со пратеникот од ВМРО ДПМН, господинот Зоран Јованчев.